Почитувани, добар ден, еве почнуваме и со емисијата Очи во очи на телевизија 24, односно приликата да продискутираме во времето пред нас, а пак во времето зад нас или во текот на денешниот ден се одржа ново рочиште за трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани, што е и ете денешната тема, при што имаме и нови моменти околу самиот процес и мислам дека е тоа и она што е и главно тежиште на темата. Со оглед на тоа што кога станува збор за денешното рочиште, тоа продолжи со сослушување сведоци предложени од јавното обвинителство, така да дава во својство на сведок и членови на бендот на ДНК, вокалисти, музичари и така натаму, но и преживеани гости во клубот. Ова е всушност, доаѓаме до она што е тежиштето на темата. Ова е, велам, значи, главниот процес против, така да кажам, 35 цивили, односно физички лица, и 3 фирми, односно правни субјекти. Од другата страна пак, завчера почна процесот, едниот од процесите, почна судењето за тројцата полицајци, поврзани со трагедијата во Кочани. При тоа станува збор за 3 процеси, значи овој завчера што почна против тројца полицајци, па денеска требаше да има уште еден посебен за 9 и потоа најавен е кон крајот на месецот и третиот најобемен спор против 13 полициски службеници. Тоа се значи 3 паралелни, односно посебни, поточно кажано, не се паралелно, посебни процеси против тројца, велам, односно за тројца полициски службеници завчера, велам, плюс 9, плюс 13, кон крајот на месецот, за 25 полициски службеници, плюс едниот процес, а тоа е овој главниот процес поврзан со 35 физички лица и 3 правни субјекти. Значи, вкупно 4 процеси. И бранителот на прво обвинетиот, но и на предлог на сите останати бранители, за спојување на овие останати предмети во еден, денеска се произнесе судечкиот совет кој ги одби овие барања. Што значи дека останува сега принципот да имаме, односно да има 4 судски процеси за еден ист предмет. Или грубо поделени на 2 сфери. 3 процеси се за полициски службеници, 25 вкупно, 3 плюс 9 плюс 13, и еден главен процес против, односно за поврзан со физички лица и 3 правни субјекти. Судечкиот совет, како што образложи, одбивањето на барањето да се спојат во еден процес е прво фазата во која се наоѓа оваа постапка, односно тоа е веќе доказна постапка, како што се и овие други 3 постапки, поднесени од основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, каде што вкупно, вели, има 25 обвинети, тоа се тие полициски службеници, и каде едниот предмет е веќе во завршна фаза, според судот, евентуалното спојување би довело до одолговлекување и на тие, и на оваа постапка, главната. Па тоа според судот би било во спротивност со начелото на економичност,
А нели нема цена човечкиот живот? Дали е императив докажување на правдата, на вистината или економичноста е начелото на економичност? Но добро, како и да е. Мислам, дали би требало да не само да биде во втор план, туку и релевантно, занемарливо. Ако е правдата пред се и функцијата, целисходноста. Но, велам, помеѓу другото, ете за дискусија секако. Значи, судот вели дека евентуалното спојување би довело до одолговлекување и на тие три процеси кои се на еден начин поврзани, односно поврзани полициски службеници се, иако различни активности, ангажмани, задолженија, така да кажам, имале, па се ете поделени, кој како, ете овие тројца, да речеме, не ја признаваат вината, велат тие не дошле, тие кои биле, не биле да велат да го проверуваат, односно, евентуално санкционираат правното лице Пулс, туку ги евидентирале прекршоците на неактивна фирма. И да речеме, не се чувствуваат слободни. Не се чувствуваат виновни, се извинувам. Така да, судот вели, спојувањето на овие постапки со главниот би довело до одолговлекување и на тие, и на оваа постапка, и како што кажав, односно како што кажа судот, а јас цитирам, би било во спротивност со начелото на економичност и целисходност на постапката. Ете, тоа е, што е целисходноста на постапката, што поекономично помине. Но добро, значи целисходност на постапката, како и со обврската судот да ја води постапката без одолговлекување. И јас би додал што пак особено судовите постојано ни докажуваат и покажуваат како ги водат без одолговлекување. По цена на се, само експресно се заврши. Ма нема човек додека поднел тужба или нешто не стигнал ни да стигне на рочиште, процесот веќе завршен. Но добро, тоа е образложението за тоа што судечкиот совет одби спојување на предметите за Пулс, не навлегувајќи во тоа дали, велам, реално има и други причини, ги коментирам оние кои се, затоа и оно што го дискутираме тука. Не можеме да дискутираме за нешто што не е поврзано со темата, што се однесува на некоја карактеристика на некого, кој е, што е и така натаму. Туку дискутираме за она што е во врска со темата. Ако станува збор за правда, а ние не дискутираме за правда, јасно дека каква врска има тоа тогаш со тоа. Така и тука, велам, апсолутно не навлегувам во тоа што е подобро, затоа пред нас е и времето да продискутираме, што е исправно, што е поефикасно и така натаму, туку ги коментираме аргументите кои ги изнел судечкиот совет како основа како причина за одбивање да се спојат предметите во еден. Што значи дека имаме, велам, 4 процеси, 4 посебни процеси, од кои е еден главниот и 3 посебни во кои ќе бидат вкупно 25 полицајци. Така да, тоа е она што може би го одбележа денешното рочиште, освен секако тоа се подразбира сите тие емотивни сведочења и сето тоа што на крајот на криштата, ете, мора да се помине низ тоа и тоа поминува, ете, веќе некое време се реализира. Така и денеска, во рамки на ова ново рочиште, како што кажав, сведоците ги дава своите изјави, сведочеа, велам, сведоците предложени од јавното обвинителство. Со што овој процес, како главен процес, во рамки на кои се тие 35 физички лица и 3 правни субјекти, продолжува. 60-91-924-925 се телефонските броеви за ние да почнеме и ете, ако го имаме првиот гледач, повелете. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Да, повелете, ве слушам. Се слушаме. Да, одлично. Ова судењево како жмурка да играат. Ова треба да се фати коренот. Коренот кој е? Државата. Државата дала дозвола. Државата наредила на некое министерство да даде дозвола. Так. За што е овластено. То министерство
дало дозвола. Кој знае дали дало, што дало. Требало плюс употребна дозвола. Дозвола е едно за објектот да се изгради, употребна дозвола е друга. Дали може да се употребува објектот. Влез, излез, дали има. Иде тој на опашката полицаецот, ќе го судат. Што е тој виновен за објектот? Објектот ако бил како што треба, намената ако била изградена за таква работа, да има 3-4 врати, отвори во брза секунда, сите луѓе ќе излезеле, ќе избегале. И се полицаецот, на крајот, како беше она, кога чита писмото од Тито, ако се сеќавате за време Југославија, по фирмите како да работат. Кој дошло да се читат во зоолошка градина, и кој ќе го читат слонот, не дебел сум ќе ме тепат, мечката, и та дебела сум. Сите се изведиле, се јавуваат мајмунот. Вика се извинување, и така ми е гол газо мене, нека удрат на мене, ја ќе го читам. Е така овде сега, полицајците ќе го читат, удрете по нив. Што може да направат полицајците? Овие организираат, фатиле врски, наполниле тамо место 100, пикнале 500-600 и полицајците се криви. Полицајците контролат ја вршит на секој влезен човек внатре, може бомби носи, може 30 што да прави. Нема. Так, благодарам, поздрав до вас, повелете. Добар ден. Добар ден. Добар ден, се слушаме, да. Сега вака изолу. Кажете, да. Јас се зборувам за полицијата. Значи, За овие три процеси посебно мислите, да, за трагедијата. Како? За овие три процеси посебно кои ќе бидат од главниот процес за пожарот во Пулс, трагедијата. Или вие воопшто за полицајци сакате да зборувате? Воопшто за полицајци зборувам, мислам и не ме прекинувај. Ајде, кажете ни што имате, да. Овој што е точности, значи да го раздеше овој што е началникот на полицијата СВР у Велес, па и у Каванаци. Таму се случија убиства и во Велес и во Каванаци. Значи, подхитно треба да ги разреше тие началници на полицијата во СВР Велес и во Каванаци. И после се зборува во текст што беше емисијата. Значи, погодба во тој одресен што се јавуваше 100.000 евра земал некој од Каванаци од откупни цени на гројзето. Дали е свесен тој што зборува? Значи, за испари гројзето откупено во Каванаци 30 милиона, така се скапа по нивјето. Значи, да му карам на тој одресен што се јавуваше. Во е ван тема, али дали е свесен за испари гројзето откупено во Каванаци и пошироко и оние зелките во Гевгелија и Валандово за 5 динара. И го поздравувам тој од Негорци, нека дојде во Каванаци и го пречекувам. Значи, ова е мислењето на граѓаните од... Да, благодарам. Генерално се е надвор од темата, но ајде, веќе сте добиле врска, па подобро нека отиде ајде надвор од темата, отколку да ете ви биде ускратена приликата. Иако сигурен сум дека и останатите пак нема да бидат многу среќни заради тоа, кои сакаат да се држат до темата. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете, ве слушам. Па вака, ја поздрав прво до вас и до гледачите. Као најпрво би почнал. Жалосно е тоа што се случи. Значи, дефинитивно би сакал да кажам дека сегде во држава, ако погледнеме дека сегде кај што се направи некоја си комисија, ние гледаме дека не дојде до никакви решенија. Значи, нешто во дали ќе остане дефинитивно на она што наумиле. Значи, сега ќе бараме виновни. Жалосно е тоа што некој град би направил, знаете, секоја шупа стана дискотека или не знам што објекти кои не
не е доволно за да прими толку, мислам, луѓе во просториите, плюс тоа сегде се почитуваа правилата да има влез-излез барем 2 начини на излези и влезови, така да дефинитивно градбата е промашено нешто и сега ние можеме колку сакаме да надиме. Институциите дека потврлиле тоа е факт, но жалосно е за децата што изгина на вистина и родителите и тие што доста се повредени, но ја мислам дека тоа ќе заврши како никому ништо со овие некои си комисии што се формира отпосле. Ние, ако немаме доверба во судството и ако тоа што треба да се заврши работата и да излези на виделина што фактички во државава ни се случува, ние не можеме да ја набараме нити правдата, нити ние, нити родителите. Дефинитивно треба да разјасниме дека не може за секоја една работа некоја си комисија да се формира. Ви благодарам, ве поздравувам, повелете, добар ден. Ало, Да, се слушаме. добар ден. Добар ден, повелете. Во една држава, каде што обвинителството, судството, полицијата, министерствата, извршната, судската, законодавната власт, локалната власт, све е корумпирано. Не само корумпирано, но кои се бават и со дрога, кои се бават со разни злосторства се против човечанството, кои се со разни трговини на оружје, со трговини на деца, со трговини на органи. И сите кои се инволвирани, тие главни тука, не бараме ние во Македонија правда, нема да има никогаш за луѓето, за честните, за обичниот граѓанин. Така и ова Бог да прости дечината млади сите, така ова ќе родителите само ќе си црнеат, ќе си тагуваат по ним и нема да се заврши никако завршница нема да добие. Значи не може да ги осудат таквите како што ги наведо. Такви луѓе не може да осудат криминалски, затоа што се истите криминалци. Такви луѓе не може да оптужат криминалци, затоа што се истите кои треба да се оптужат криминалци. Такви луѓе на власт, извршна власт, не може да смени или да разреши такви органи кои треба да извадат правдата на вистина, затоа што таквите органи, извршните органи, власти се такви. Тешко на Македонија на граѓаните. Така, овие ќе се влече тој случај, така еви со покојната мајка и чешкичката што погинале, полицијата и неколку пати пријавували социјално едно друго грижи само, никој ништо не презел зад и тој се дрогирал. Благодарам, поздрав до вас, добар ден, повелете. Добар ден, господин Исо. Поздрав, се слушаме, да, добар ден. Благодарам. Поздравот е јас. Вас да ме поздравам и поздравам вашите гледачи. Благодарам, повелете. Ако ми дозволите да кажам нешто за само пола минута за Уставниот суд. Кажете, Бидејќи добро. денеска беше слободна тема, ќе се наврзам одма. Добро. Само да кажам, Уставниот суд вика го ја прекина расправата за линеарното одолжување на пензиите. Мислам дека ако ја прекинал тоа, ако е линеарното правилно, треба да биде осудено процентуалното одолжување. Значи тука има дилема. Осудот мислам дека работат по нарачка. Така мислам. Ќе кажам за Рочиштево, за судот. Бидејќи пратам некако, не може тоа да се, судот е во право, обвинителството во право дека да се спојат сите предметите, макар се работи за еден предмет, не е добро затоа што има некои предмети веќе во завршна фаза, мислам обвинителството. Веќе во завршна фаза обвинението го против некого против некого е во тек, против некого не е почнато. Така да не може да биде тоа заедно, затоа што ако се работи за исто дело, се работи за поинаква вина. Значи не се работи за директна вина за исти, па да се зборува да се суди за истите, за истото, да се сите работиците на едно место да се судат. Значи тоа е во ред обвинителството така треба да затоа што некој е суден што бил некогаш министер за економија,
пред 10 или пред 2 години некој се суди директно што бил учесник и што дозволил да се внесе во дискотеката. Жал е што вака зборуваме за ова што се случи, меѓутоа тоа е завршена работа. Треба обвинителството малку да го ажурира судењето, ова мислам дека господин да не ми се служат ќе се влече долго време, а тоа не е добро и за тие родители што чекаат правда. Поздрав. Благодарам, ве поздравувам. Да, Уставниот утврдил дека не е противуставно линеарното зголемување на пензиите. Сега и мајки го предвид кредибилитетот воопшто на институциите, довербата во правосудството, односно недовербата, секако дека многу дилеми, многу сомнежи остануваат и покрај носење на одредена одлука, судска, каква и да е, пресуда, одлука на институциите, па така и во овој случај. Затоа и дискутираме и затоа размислуваат сите. Да, Уставниот донел одлука дека не е противуставно, значи ли тоа дека навистина не е противуставно? Или може би сепак е, но одлуката е дека не е. Затоа веламе битно, апсолутно, или што повеќе, ако е станува збор за правосудните институции, да е максимална довербата. Тогаш нема дискусија. Судот треба да биде, судските инстанции треба да се навистина во рамки, тие се за ова законска правна рамка, правда, овоземска, така да кажам, и според тоа се еден вид би требале да бидат како Господ. Но за да бидат како Господ треба да го имаат кредибилитетот. Ако е така, тогаш затоа и она што не се коментираат судски одлуки и слично и така натаму. Но кога се работите какви што се, ако се како Господ, тогаш и од другата страна се перцепира тоа така. Тоа има своји причини, Господ знае зошто е така, но тоа е во право. Но кога имате доверба, односно недоверба толкава, тогаш попрво ќе го мислите спротивното од она што го донел судот како одлука, отколку тоа што е. Значи не само дека нема да мислите да, тоа е, туку дури ќе го мислите обратното. Па така и тука. Јасно е дека ќе имаме разномислие, така кажам, различни мислења во сфера во која не би смеело да се има. Тоа исто како закон некој не се преминува на црвено, на зелено, дали е така, дали не е така и не се дискутира за тоа. Но во случајот затоа што прават, односно до што доведуваат. Тоа се тие општествени противречности кои потоа, велам, по дефиниција предизвикуваат проблеми во општеството. Раслојувања, конфронтации и така натаму. И во таа смисла, што ми имаме амбиент за да дискутираме за одлука која не е тоа да дискутираме дали некоја слика уметничка ви се допаѓа, па вам ви се допаѓа, мене не. Туку одлука на суд, не се дискутира. Но штом го дискутираме тоа, а го дискутираме затоа што е толкава довербата, односно недовербата, тогаш јасно да колку не увериле во тоа дека не е противуставна одлуката, толку и не увериле. А зошто да е така? А колку не уверила Државна комисија за спречување на корупцијата? Тоа против што треба да се борат, за тоа детектирани одстапувања, дека токму тоа се правело. Токму тие суди исто тоа што треба да го прават, правеле спротивно и слично. Мислам по новите предмети или различните барем наизгледаршини определувања, изрекувања на мерки и така натаму, не знам овие социјални служби и слично. Сето тоа е, затоа дискутираме и сега, закажал ли системот со, не знам, социјални институции и така натаму. А фактот дека го имаме тоа што се случува и одбегнати кои направиле криминал и трагедии какви што се случија пред 2 дена и многу други противречности покажува дека работите не функционираат, така да апсолутно, ако за вас е противуставно, имате право на тоа, дури и кога станува збор за суд во кој не би требало да се има сомневање. Но за суд во кој се има доверба, тоа би важело за овие нашите. Имате право и да размислувате на ваш начин. Повелете, добар ден.
Добар ден, господин Исо. Поздрав, се слушаме, да. Ве поздравувам и ви Исто и јас, благодарам. повелете, да. Мене едно не ми е јасно, судството знаеме со која оценка поминуваат и ние зборуваме се цело време за правдата. За која правда, господин Исо? За која? Ќе ги споиме предметите. Кои предмети? Што имаме тука? Економски криминал? Што? Убиство имаме на 63 деца изгорени. Тоа е многу едноставно. Што манипулираат? Јас кажав дека уште првиот ден, кога кажа кои директори земале пари, кои биле учесници на криминалот, кои биле газда Зеко, Деко, кој бил тамо што ги кранал, тие треба да се одговараат и со. Овој објект не работел, не бил пријавен. Ја не знам што чека и владава и државава толку комплицира. Многу едноставно. Собери ги поред сите кои учествувале и нека се сносат одговорност. Нема бегање. Мека е ова македонска нација. Нека видат 5 гуми поставија 50 души за дозволи возач, да не беше баби и жаби. Ајде, да не испадат подош. Се извинувам. Да, јасно. Срамота е. Што предмети имаме бе Исо тука? Се знае дека директори, началници, едно, друго. Сега дај полицајците вината ќе им дајте ќе сноси одговорност и бодигардите. А тие што кои земане со години рекет од газдата за да работи 23 години, сакаме да ги скриеме негде. Не можеме да ги скриеме. Тие се таа е одговорноста. А судството знаеме ние какво ние. И што, само џабе збориме, ако ние ќе се зборуваме да ни маката од душата, каде е резултатот? Сега ако не донесат одлука тачна за 63 деца, нека не дај Боже да им се случи за нивните деца. Што ќе прават тие? Нека се застрамат. Ви благодарам и ве поздравам. Да, ви благодарам и јас, повелете во друга прилика. Добар ден, кој ни е следен, повелете. Добар ден. Добар ден, дали имаме некого, повелете. Добар ден, се слушаме ли со некого? Добар ден. Дали имаме некого на линија, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете, се слушаме. Еве кога двајцата се караат, третиот добива. Добро, ајде. Некој е добро да има. Врти. Кога им кажа добар ден, подбаци пати на овие, тие се исклучи и добив јас. Повелете, да. Вака сега. За во Кочани, пошто Кочани ни е близко, така да ние како ние, еве зборуваме што е добро, а што лошо веќе 20 и 40 години во Македонија и ништо не успеавме да постигнеме да се смени и да се спречи. Кој да си лајат, каравано си врби, кој да си лајат, каравано си врби. Во Кочани треба да им биде јасно на сите дека до вчера, додека не бидна пожарот, владеја СДС. Ако доаѓаат други на власт како градоначалници, власта беше во раце на СДС и во полиција, и во општина, и секаде. Пошто тие превладува како стара традиционална просрпска или пробугарска или така речи го општина, и СДС си владееше со сите расипаности. Меѓутоа, расипаноста на СДС ја подразбира луѓето од ВМРО да не се прават ни овие ни оние частни сестри, а деца раѓат. Знаеме кои беа, какви беа, што беа, знаеме дека Кочани до вчера беше комуњарско гнездо. И тој пулс со години така со подлоз работел и правил пари, правил милиони. А сите молчеле, ги подкупувал сите, не само од СДС, од сите. Ама нарасипани се СДС и во власт, и во чувство, и во собрание, и во секаде. Меѓутоа, овие други им помага во гласање, во ова, во она, и тие лапаа по неко. Благодарам, поздрав до вас. Кој ни е следен? Добар ден. Здраво. Здраво, повелете, се слушаме. Извини само да прашам, што е работа спојување на предметите? Што е работа? Да бидат во еден предмет. Да не се посебно на тројца полицајци, па на други 9, па посебно предмет за 13, а посебно главен процес за 35 физички лица и 3 фирми.
А па тоа ќе се обтегне до 2000. Едноставно кажано, значи 4 предмети за еден ист настан. Дали да биде се под едно, дали е попрактично да се одвојат, полицајци посебно, фирми посебно или да. Не, јас сум за све комплет. Ја не знам зашто, ама тоа е тие кога умираа 6 особи, тие заедно имаат таму. Така да што има сега да се двојат предметите. И работа е некој ќе се провлече така на тој начин. Како таму се знае, случајот е тој. Тој е тој предмет. И готово, значи 63 погинати и сега водиме истрага на све. Како дошло до ситуација, кој како одобрувал решенја давал, кој идел таму да контролира, па не идел да контролира, кој взимал рекет, кој користел проституција таму од тие наречени жандари кои се гледат да ги спасат, не знам зашто ги бравдат. Јас ги знам што прават таму они. Јас сум идел по такви места до скоро, ако сум вампириште. Иде одма бара, има ли некој невестиче, дај да соберам со мене и нема веле, после не те дирам со месеци. Ајте, познати песни ми се тие мене, од пеани. Значи, сите заедно на купче, секој, па и водоводот што го правил, некој чесмата само што го правил. Или било што работел, објектот како го издавал, како го правил. Не само газдата, сите на куп, сите што имале контакт, сите институции што имале контакт со пулс. Тоа е тоа, ајде поздрав. Благодарам ве, поздравувам и подсетуваме те на образложението од страна на судот, односно одлуката на судечкиот совет да го одбие барањето за спојувањето на предметите, кое според судот се базира на тоа дека предметите се во фаза на доказна постапка. Главниот, односно другите 3 постапки за полициски службеници, во кои има купно 25 обвинети, и дека со евентуалното спојување би дошло до одолговлекување и на оние кои се веќе во доказна во завршна фаза, а тоа би било во спротивност, како што кажав, со економичноста и целосходноста на постапката, односно со обврската судот да ја води постапката без одолговлекување. Тоа е образложението. Значи, образложението не е судот одбива затоа што смета дека вака ќе се дојде полесно до вистината, дека вака ќе се дојде до најситните детали, дека вака ќе се дојде, вака ќе се утврдат уште повеќе околности попрецизно и така натаму, во смисла посебно да, па посебно со еден, посебно со друг, па секаде ќе видиме, до нијанса ќе извадиме. Тоа судот не го дава како образложение, туку вели начело на економичност. Ако споиме, ќе се одолговлекува. А обврската на судот е да води постапка без одолговлекување. Што јас додадов дека иронично дека тоа пак во тоа постојано и не уверуваат како експресно ги завршуваат предметите. На прво место име да не ги одолговлекуваат. А особено за овие кои не се во земјата или се вратиле неодамна, онака како не може ни покана да им се достави на време. Па во петок бил, па не го нашол, па потоа во понеделникот веќе тој надвор од државата. Мислам тие, не е еден. И ни трага, ни глас. Повелете, добар ден. Добар ден. Ало? Да, се слушаме, повелете. Благодарам. Молам, благодарам. Мене ова само ми вели нашиот судечки совет, советот на судиите и на обвинителите одлично соработуваат. Тие не се едните да судат во име на народот, а другите да ја бранат државата, значи судат во име на државата. Туку всушност соработници во криминалот, во заштита на криминалот. Зошто ова го мислам? За Пулс покрена еден огромен комплексен обвинителен акт, а сите можеа одолно да добијат обвинение и брзо да бидат решени. Во законникот има прецизно членови за секое дело. Тие едно, причинско-последничи односи.
Дали се слушам? Да, причинско-последични односи. А во второто дело не можело да се спои. Заклучок. Судиите и обвинителите во нашето општество соработуваат во заштита на криминалот и треба да се заштитат некои големи, видни луѓе, најверојатно и во политиката, кои учествувале во продажбата на наркотички средства и тоа со години во тој објект. Ете, тоа го мислам јас. Тоа ми го вели мојата интуиција. Благодарам. Ви благодарам, ве поздравувам. Ете, оставивте време, значи токму како што вели и судот, вие некако имате обврска, вашето изразување без одолговлекување да го водите, а и токму ете ова објаснување од судот дека одбивањето во еден предмет да се стави би било во спротивност со тоа начело на економичност. Па ете наведува токму на тоа. Бебе, ајде и ние да бидеме поекономични. Може во иднина, еве ќе видам јас со режијата едно 7-8 на одеднаш да пуштат вака. И сите за поекономично да бидеме. Ова за преостанатите 10 минути колку можеме, еве, по 2 минути. Јас воопшто не зборувам што се тоа. 5 мина, 5 гледачи. А вака 10 мина веднаш да вклучиме. 2 минути, па повторно 2, па можеме 50 да слушнеме. И ете, со начело на економичност и без одолговлекување, за 10 минути можеме 50. По 10 во едно, зависи, ќе видиме колку поддржува системот. Прашањето е што ќе добиеме сега, околу ефектот, квалитетот. Тоа е сега токму прашањето, зошто сме тука. За да поминат што повеќе или да слушнеме нешто што ќе ни помогне да дојдеме до одговор, до објективна вистина. Тоа е повторно целисходноста, да. Судот вели, значи економичност е целисходност на постапката. Така да, ако е тоа, значи што побрзо можеме и ние да го направиме. Во таа смисла велам, работата не е, треба да се разјасни што човек, што му е приоритет, што е императив. И секако има клучен момент е некогаш да се делува брзо, секавично и така натаму. Вие не може да се двоумите во некои критични ситуации. Јасно дека тука не само економичност, а туку одлука во секунда, ако не донесете, може фатални последици да има. Се едно возило возите и така натаму, ако или ќе избегнете во секунда или не, дел од секунда. Но има и работи во кои, за да се дојде до одговорот, требаат години, некому му треба цел живот. Некому ни тоа не му е доволно. Сега треба да видиме ние тука што е целта овде во овој случај, да се дојде до одговори, до таа објективна вистина, правда и следствено на тоа одговорност, и дали може тоа така да се дојде ако императивот е економичноста и обврска да се водат постапки без одолговлекување. Повелете, добар ден. Добар ден. Дали имаме некого? Повелете. Да, добар ден исто. Повелете, поздрав до вас. Вака сега и најлаичкото познавање на правото, се слушаме, не? Да, познавање на правото, слушам одлично. Да, ќе потврди дека спојување не може да има. Него постои само индиректно, директно и посебен процес за собственикот. Не може се да спои, затоа што индиректно, значи како тој првиот архитект што дал дозвола за пулс, не е на иста скала со оној што е запалил таа баклјата. Не може полицаец вработен, пример, карикирам нормално, вработен 1 година или 6 месеци пред овој настан, да биде исто одговорен како некој што години уназад го провлекал овој криминал. Не може инспектор што долги години замижувал или одобрувал или печелил на овие сите работи, без разлика дали е финансов инспектор за трудова сигурност или било како, да биде на исто ниво со одговорноста на тој што е донел таа баклјарата. Затоа што кога ќе враќаш назад, то треба да се испита кој ја купил, кој е донел, од каде ја купил, па тој од тој што ја купил, како поминала преку граница, тој е огромен процес.
И ние сега сакаме се најнежно купче, дајте побрзо да се раздели, да се замати од цела работа. Тоа беше и целта на опозицијата во првите денови. Оставка да си дат премиерот и министерот за внатрешни работи и се да легни на брашното. Значи, а посебна категорија е собственикот. Тој, клучот е во него. Значи, вие сметате дека треба да останат разделени? Разделени нормално. И посебно акцент на собственикот. Тој ќе каже кај дал пари, кај замижал, кого подкупил, што се обеќал. Тука ќе лежи целиот клуч на сета работа. Фала. Благодарам ве, поздравувам, па еве и вие, барем мене лично, ми дадовте доста рационални и поуверливи аргументи, токму она што треба да биде целисходноста на судот, утврдување на вистината. Значи, во прилог на тоа, не економичноста, како ефтино да произведеме нешто, а да го продадеме туку, како да дојдеме до она реална, објективна вистина. А тоа е, да, комплексен е случајот, има актуелни, има поранешни, има директни, има посредни учесници, фактори и така натаму. Ако се разделат и посебно се анализираат сите, тогаш ќе се направи на вистина во длабочина една експертиза, ќе се утврдат околностите и ќе дадат по јасна слика. Но, вете, вашиот пристап оди од целисходноста токму на таа премиса, императивот да се дојде до вистината, не економичноста и одолговлекувањето. Така да, ја затоа реков, не значи и реално ниту самиот немам мислење. Не сум ниту во таа проблематика, за да можам сеедно, иако не сум професионално по вокација, не сум ниту го анализирал ова воопшто. Или, не знам, размислување на експерти. Но дотолку повеќе ми се битни, предпоставам како мене, така и на јавноста, објаснување аргументи кои ќе ни дадат потврда дека се што се прави со она што треба да биде целта на таа институција. Ако е, не знам, област на здравство, спасување на животи и така натаму, објаснувањето би очекувал да биде во насока дека тоа што го прават за да го спасат животот, за да го излекуваат пациентот, не за да поминат поекономично. Ако е објаснување од Министерство за финансии, би очекувал да ми даде аргументи како да помине поекономично државата. Во овие околности, војна, Иран и така натаму. Еве, имаме стратегија како да не погоди толку. Ако станува збор за суд, да слушнам аргументи како да се дојде до вистината полесно. Во таа смисла, значи, на вистина, треба ли да се спојат или не, но со аргументи кои ќе бидат токму во прилог на она што во случајот му е задача, работа, обврска на судот. Утврдување на вистината. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, се слушаме. Поздрав. Поздрав. Благодарам. Повелете. Ова што се случило до нас во сега. Дали ќе се споја, дали поединечно ова, ама ништо нема да биде реално судење. Зашто 91 суди само за подкуп работат? Сите трагедии што ги направи до сега. Со Оливер Спасов колку пасоши продаваа, колку моделарна болница, па да не зборам. Многу, Смилково езеро, Оливер, вие да речем диво насилие, колку убиства се спори со тотар коментара, да па намерно сака да го прикријат. Вие судиви чека само пари. Ништо да го 91. Толку се лакоми за пари, од 91 со Богданка, Добрилка Царска, да речеме Оливер Спас, се се тоа заедно организирани. Камбовски, Костадиновски, тамо, да речеме, Демишкова, тоа се се пари. Они сите тргија, ако ги реше одма, и во Исуке немаше вакви трагедии. Него чекат само под трагедиите, се продолжуваат, никој не е обвиненијата. И Нимио беше од СДСМ и Лупчо Косиски беше државјан над сите суди. Колку обвинени даде? На никој.
Сите се заедно, не се обвинува, никој нема ништо. Ќе тражиме полицајци, некој други. Полицајци си го редат ствара. Нема врска. Дека е тај лиценца што дава? Каде е тај што дискотеката без никакви услови, со запаливи материјали, кон моделарната болница? А тие никако не ги понадуваат. Не ги и услови колку треба капацитет да има. А колку е дупло капацитет за пари да се пуши. Газата не е виновен, никој не се, ќе ставиме некој други невин. Благодарам ви, поздравувам. Еве имаме уште време да го слушнеме и следниот учесник. Повелете, добар ден, соговорник. Добар ден, повелете. Да го искористиме квалитетно времето, согласно целисходноста на емисијата. Повелете. Добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете, ве слушам. Да не е крај? Не сте реклами, нема добро, може крај да ве... Браво, ја реков да не е крај случајно. Мислам дека ќе имаме време за уште некого, ако не, кога ќе бидете на крај, вие завршете одјавете емисијата. Така, браво, една жија. Заслужено, па да. Да. Па види вака, из овие рочишта и за све друго што ќе потенцирам, едни зборови од едни ваши колеги од една емисија што ја водат на YouTube. Аха. Не е крив ни еве ќе тргнам од порано, не е крив ни овој побегулјата од Будимпешта, не е крив ни Заев, не е крив ни Мисковски, не е крив ни Филипче, не се криви ни едини, ни овој Ковачевски, не се криви ни Тошковски, ни Оливер, ни криви сме ние, значи народот. Ние треба да ја носиме, тоа го потенцирам разговорот, мислам, од вашите колеги. Ние треба да ја носиме морална одговорност. Ние народот, јас, ти, Исо и компанијата одека што секој ден се збори, да почнеме од модуларна болница, од Ласкарци, од Бугарија 45 души што од Фросина, од Тивана, од Јована, од не знам од која, да не збориме за ова за Кочани. Значи ние сме ги бирале. И ние молциме пред тоа све што ни се дешава, ние молциме, а они и понатаму ни го уништуваат системот, ни го уништуваат животот и ни ги убиваат најмилите. Толку убав ден има си. Благодарам ве, поздравувам. Повелете, добар ден. А сепак вие сте биле во право да завршуваме. Ништо, ја одјавивте всушност емисијата со и вашиот став. Ви благодарам за учеството, за вниманието на сите. Мислам дека бевме доста ефикасни, останува да ги сумираме разговорите, размислувањата и секако да се насочиме кон вистинските цели, она што треба да го постигнеме во случајот во врска со оваа тема, токму да се достигне, да се дојде до вистината, да се констатира која е таа објективна вистина и да се спроведе правдата, да има некаква одговорност, а се тоа со таа единствена цел за во иднина веќе да не се случуваат такви ни приближно слични работи, ниту пропусти, ниту системски слабости, а камоли злоупотреби, какви што за жал постојано гледаме. Имајте пријатно попладне. Довидување.